Ова беше година исполнета со големи, сериозни, тешки последици од пандемијата. Ова беше година која исто така ја одбележа низа други кризни состојби, вонредни состојби за човекот, за човечката цивилизација низ целиот свет, а тоа беше и една ситуација, состојба во која имавме трагични последици од ова тешка пандемија, меѓутоа и трагични последици, сериозни последици по општеството, по политичката култура, по јавноста, воопшто и од инфодемијата, а тоа е состојба во која дезинформацијските кампањи го загрозуваа животот на луѓето на различни начини, ја загрозуваа стабилноста и безбедноста на државите и го успоруваа текот на активностите, на операциите потребни за да се бориме против COVID-19. Ова беше година во која ниту војните, ниту терористичките напади, крвавите терористички напади не ја одминаа, не го одминаа новинарскиот, односно агенцискиот тикер. Видовме многу трагични последици од тоа што подразбира една војна или пак терористички напади. Тоа што ја одбележа оваа година исто така може да се каже дека се и низа други подобри околности. Во целата неволја видовме една многу силна потреба на човекот да се солидаризира, да помогне на другите. Тука завршуваме една година во која солидарноста, човечноста, хуманоста се покажаа дека се уште се дел од човечката цивилизација. Тоа го видовме и во рамките на Европска Унија, го видовме и во рамките на секоја држава посебно. Видовме низа примери, безбројна низа примери од тоа како луѓето кои на различни позиции на кои се наоѓаат во својот живот, во општеството, со различни потекла, покажаа една силна човечна димензија, една потреба да му помогнат на другиот. Многу луѓе покажаа дека се всушност херои и хероини на денешницата. Нема потреба да бидат под светлината на рефлекторите за тие да ја покажат својата човечност и за тоа треба да им се оддаде признание. Најголемо признание во текот на изминатата година треба сепак да им се даде на сите кои се поврзани, на сите кои работат во здравствениот сектор. Доктори, медицински сестри, медицински персонал воопшто. Се разбира, не помалку пожртвуваност и храброст покажаа и многу други луѓе кои работат во други сектори. Очигледно оваа 2020 година ќе ни остане на сите запамтена и како глобално, како кај нас заради корона кризата, пандемијата, така и за граѓанските организации беше многу чудна, невообичаена и со потреба од промена на многу редовни активности и прилагодување на новонастанатата ситуација, како што изгледа особено последниот месец со појавата на вакцините. Очекуваме, не можеби во првите 3-4 месеци, но до половина на годината ситуацијата да се стабилизира и полека да се враќаме од новото нормално кон старото нормално, иако изгледа дека доста од работите кои ги применувавме во текот на годината испадна и некои добри работи во смисла на комуникацијата преку интернет и работењето од дома. Експериментиравме со многу работи, така да верувам дека голем дел од нив ќе останат, ако ништо друго. Едната од синтагмите за paperless office или канцеларија без хартија, видовме дека во дело може да функционира и дека предпоставам повеќето организации ќе преминат во голем дел на целосно електронско работење. Она што се случуваше годинава, веројатно ќе биде карактеристика и првата половина следната година, дека сепак голем дел од граѓанските организации се прилагодија на директна работа за превенција и помош на загрозените лица и нивните целни групи во справување со пандемијата, особено затоа што еве кај нас се случи трет бран кој беше најжесток до сега.
За жал, со параметрите кои не ни одат во прилог како држава во справувањето, со мал број тестирања, а голем број смртни случаи, мислам дека тоа треба да и самите граѓански организации да поработат на тоа, и не имавме баш прошлата недела, последниот настан беше со министерот Филипче, каде што 80 на граѓански организации представија што може да направат и слушнаа од министерот што треба да се прави, така да очекувам да биде посветен првиот период и на наредната година токму на справувањето и на подобрувањето на ситуацијата со корона кризата и превенција на нови смртни случаи во толкав обем. Една поговорка: во секое зло има добро. Јас би започнала од таа перспектива, бидејќи мојата определба, заедно со сиот оној и колектив и широката женска мрежа од нашата држава, се залагаме токму за надминување на стереотипите за местото и улогата на жената, токму и во овој контекст, кој што и вие го споменавте, и насилството, а и обврските, кои што всушност жените стереотипно ги имаат за грижата на децата, на старите, на болните, на изнемештоните. Нашата задача, што сме си ја поставиле, веќе 30 години, значи ќе правиме следната, токму 21 година, каде што сакаме да ги надминеме тие стереотипи, да ја постигнеме вистинската еднаквост, бидејќи тоа жените го заслужуваат. Жените го сочинуваат половина од светот, исто така половина и во нашата земја. И нашите жени во државата Република Северна Македонија по уставот и по сите други закони ги имаат еднаквите права. Но фактичката состојба не е таа, и тука се нашите заложби на граѓанскиот сектор, на Националниот совет за родова рамноправност, која е мрежа на повеќе од 100 женски организации од целата држава, формални и неформални. Тука е и насилството над жените, затоа и постојат одредени SOS телефони за да можат да се јават, и нема проблем кој што не може да биде надминат, така и овој. И затоа што жените во нашата држава го исполнија оноа право на еднакво образование, и во овој момент имаме 10% повеќе жени од машката популација кои што се со високо образование, со магистерски и со докторски титули. Тоа е уште еден знак повеќе дека се тоа што се однесува до самите жени, тие знаат и умеат да го постават. Но нашите согледувања, работата на терен, покажува дека и другите институции и на државата, и другите, и во граѓанскиот сектор, и во бизнисот, треба да ја почитуваат онака како што цивил, еве и тука ја гледам јас, секогаш се обраќа граѓанки, граѓани, другарки, другари. Другите медиуми се уште целосно го немаат тој став и се уште се обраќаат со министер, па женско име. И уште една нова мода, која што исто така ја ставаат, а тоа е младата популација при превземањето или додавањето на презимето на незиниот партнер, го става во машки род, што уште еднаш покажува непочитување прво на себе, а второ и на јазикот, бидејќи македонскиот јазик е еден од ретките каде што има додавка на во женски род. Сите останати, и англиски, и германски, и српски, и хрватски, и босански, сите други имаат еднакво и машкиот и женскиот. Ние ја имаме привилегијата да можеме жената да го има и женското презиме. Интересот генерално за новинарството во Македонија е паднато на многу ниско ниво. Најдобар индикатор, показател се факултетите, катедрите по новинарство, каде што речиси веќе и нема студенти, тука и таму по нешто. Но се надевам дека оваа година, како и минатата година, за разлика од едно време, од едно десетлетие, кога новинарството беше стигматизирано,
малку ќе се вратам назад за да отсликам зошто е актуелна ситуација таква со македонските медиуми, македонското новинарство. Се раководеше новинарството од еден центар, но медиумите генерално беа под окупација, тоа под окупација на власт, на политичка партија практично. Дисперзијата на новинарите, флуктуацијата од еден медиум во друг медиум се одвиваше под команда, под директна команда на штабот, на партиски штаб. Луѓето доаѓаа, јас сум бил сведок на од еден во друг медиум, на прашањето од каде, нели, ни конкурс, ни ѓавол, па пратени сме од денеска од овој весник, работиме во оваа телевизија, нели? Пријавувањето, процедурата се одвиваше наредните денови. Ете, тоа се случуваше, значи една тотална контрола на медиумска, на финансиската, на кадровската политика. И тоа се последиците. Новинарството изгуби суштината, ја изгуби страста, ја изгуби сласта. Публиката тотално престана да верува. Тука и таму, благодарејќи најмногу на странските донации и на некои странски фондации кои финансираа некои проекти надвор од класичните медиуми, од типот на истражувачко новинарство и така натаму, благодарејќи на тоа горе-доле македонското новинарство сепак го задржа тој здив и мислам дека последниве години, особено еве оваа година, се го враќа крвотокот, ја враќа силата, малку почнува сепак да наликува на она што велиме седма сила, односно четврта власт. Многу е дори што се однесува до примањата кај новинарите и медиумските работници, нешто се малку стандардот е, колку што слушам јас реакции со колеги што се среќавам, но нормално, во една земја како што е Македонија и регион како што е генерално сиромашен се е малку, па и платите на новинарите и на снимателите, монтажерите, на сите други медиумски работници. Генерално, нека биде најсубјективна оценка, македонското новинарство почнува да го белее образот. Значи, тие процеси не може на копче, кога ќе бидат стигматизирани цела деценија, тешко е да се очекува да самоцензурата се уште останува оној товар во секоја редакција. Мислам дека не функционира таа координација внатре во редакциите, посебно мислам на покрупните медиуми, на повлијателните, на уште главно на телевизиските куќи, се уште не функционира она е координација од репортерот преку уредникот до главниот уредник, до директорот, до собственикот на медиумот. Се уште македонските медиуми, но така е генерално во светот. Си имаат собственици, си имаат собствена уредувачка политика и публиката тоа го препознава. Но болното е што се уште има некои медиуми, некои влијателни медиуми со национални концесии, на кои примарно им е се уште манипулацијата, лагата и не толку тоа колку што на мудро форсирање на негативистички еден однос кон се и се што. Секоја вест почнува со да, ќе се прават реформи, ама, нели? Да, ова се случи, ќе добијат субвенции, ама, нели? И тоа ама нема крај. И сега публиката седи и гледа, да, добро, ова чини, значи, кога некој сака да направи добар потек, но ако не е тој медиум, неговата уредувачка политика, собствениците, приврзаници кон некоја владина политика, тогаш е една стигма до крај. Значи, тука го нема елементарниот професионален стандард. Едно е уредувачка политика, друго е со кои информации ќе се почнат вестите, трето е на кој начин ќе се пласират и четврто е, или по мене прво може и најважно, како се редат фактите, аргументите, како се редат во една информација. Дали ќе одиме со негативистички контекст, на нихилистички, тоа е карактеристика за сите, и тоа така ни се случуваше нешто години. Ние ги трпиме последиците од една филозофија од 90-те години и тоа некако по инерција стаса и до денес, а тоа е воведување на неолибералните категории или сваќања вредности се решава пазарот. Меѓутоа, за да решава пазарот, треба да го има. Значи, пазарот, како една од неговите карактеристики е на регулација, побарувачката, потрошувачката, на едно место мора да го имаш. Јас
во една колумна кај тебе напишав дека место пазар направивме кванташки пазар и таму се некои други вредности и овде ќе мора да се разреши. Моделите на новинарското искажување ќе се изменат. Јас предвидувам една друга нова форма, а тоа е на народот преку спотови и кратки информации поради психолошка заситеност. Престанува да ја верува и на добрите, и на фейк ньюзовите, на лажните вести. Семо е тоа измешано. Еднаш ги вреднува вака, еднаш ги вреднува. Тоа е психолошки притисок. Медиумите, посебно традиционалните, ќе мора да поминат во аналитички простори. Едно е кога, да не кажам те злоупотребам тебе, едно е кога ти ќе изјавиш некаде дека процесот на избори некаде се одвил со дефекти, така натаму, и тоа ќе застане во еден профил од минута и 20 минута 30 секунди. Друго е кога на еден разговор во телевизија или во печатен медиум ставовите Џабер Дирала ќе ги изнесе со факти. И тогаш можноста за убедување на публиката се зголемува. И тогаш, ако некој се одлучил да те слуша 15 минути, ти веќе влијаеш врз него. Тоа отприлика доаѓа како промената на образовните системи, компетенција и знаење. Ние имаме и философски, ама и организацијски расправи околу тоа. Денешното време вели вака, не е важно да знаеш, важно е каде можеш да го побараш знаењето. Меѓутоа, најновите анализи покажуваат дека барањето на информациите каде можеш да ги најдеш не значи никакво нивно користење. Повторно се враќаш да ги бараш информации. Нема знаење на информации. Затоа местото на новинарите е образованост, во текст со информациите, постојано надополнување на знаењето и аналитички однос кон гостите и гостите кон медиумите, за да има влијание. Инаку се изедначуваат добрата и лошата вест. Таа застанува на еден портал 20 на секунди и ти ја гледаш. Многу често имаме тоа, ние новинарите го викаме поднаслов и наслов, кој многу често нема врска со содржината, ама тоа се чита. Тоа е поради брзината на животот. Доколку некој сака да стекне став, тоа ќе му биде потребно му е да му го пружиш како производ, да почне да размислува во неговиот систем на вредности. Како управа за јавни приходи, односно единствениот даночен орган во нашата држава, навистина сме исправени пред голем предизвик, бидејќи функционираме во едно корона време, за кое што е несвојствено за нашата институција и секако за нашите работни процеси, се доста сензитивни и наоѓаме начин и можности да се адаптираме на условите кои што ни го налагаат тоа. Доказ за тоа се огромниот број на мерки економски кои што ги спроведовме како институција, бидејќи бевме навистина максимално вклучени во сите пакети на економски мерки, согласно законски надлежности, уредби и така натаму. И навистина сум горда што јас и мојот тим успеавме да постигнеме видливи резултати. Се надевам дека така ќе продолжи истото и во иднина. Меѓутоа имаме уште поголем предизвик во 2021 како институција, затоа што од една страна мораме да се водиме кон принципот на модернизација и дигитализација, а од друга страна исто така да функционираме повторно во една специфична состојба. Една од најголемите заложби за нас како институција ќе биде да имаме одлична наплата повторно на даноците и на придонесите, односно да го остваруваме планот кој што ни е зацртан за висока наплата, а исто така и да го наполниме буџетот, бидејќи тоа се и нашите основни надлежности и работни задачи. Модернизацијата и дигитализацијата се процеси кои што секојдневно ги слушаме во извештаите на релевантните меѓународни финансиски институции, како што е Меѓународниот монетарен фонд, Светската банка. Во сите нивни извештаи се најавува на неопходност за да ги модернизираме уште повеќе и да ги дигитализираме сите наши услуги. Затоа што со успешни услуги, со ефикасни услуги, секако дека ќе имаме и задоволни граѓани, задоволни компании, задоволни предпријатија и секако и нашите вработени ќе работат во една навистина институција за пример каква што се стремиме да биде управата за јавни приходи.
Квалитетниот капацитет на човечките ресурси исто така е една од нашите заложби, затоа што оваа институција брои околу 1200 вработени, дел од нив одат во пензија и тој кадар кој што веќе се пензионира мора да се обнови, така што ја имаме необходноста и од огромен број на инспектори кои што треба да влезат во рамки на управата за јавни приходи. Успешни инспекцијски контроли се врзани заедно и со бројот на инспектори. Ние секако дека имаме соодветен годишен план за работа. Дел од тие контроли овозможуваат секако и созбивање на сивата економија. Тоа е едно од сите заеднички заложби не само на управата за јавни приходи, туку и на сите релевантни институции кои што се борат против сивата економија. Тоа значи дека понатаму ќе продолжиме да ги таргетираме несовесните, недисциплинираните даночни обврзници. Тука од голема помош ни е и Risk Evaluation системот. Посветени сме на одредени контроли согласно регистарот на ризици, кој што го донесовме оваа 2020 година, на повеќе целни групи да правиме контроли, да видиме колку имаме нерегистрирани даночни обврзници, затоа што за ова истото го имаме и како барање од коморите, бидејќи нерегистрираниот даночен обврзник представува и соодветна нелојална конкуренција на сите оние даночни обврзници кои што секако навремено ги подмируваат своите даночни обврски. Во ова, според нас, многу значајна конференција насловена Перспективи 2021, да ги подсетам тие што не следат дека ова не е прва конференција од овој вид. Обично на крајот на годината или на почетокот од годината правиме една ваква конференција. Предходните настани кои беа во организација на Цивил во рамките на Freedom Festival, фестивалот на слободата, исто така има свој аспект кој се однесуваше на перспективите во 2021. Тоа се сите оние панел дискусии, конференции кои се однесува на пописот, на социјалната правда, на дискриминацијата, на изборите и на низа други теми кои беа покриени во текот на декември, практично месецот на човековите права според Цивил, нели, кога е и 10 декември меѓународниот ден на човековите права.